Секој ловец, нели, кој иде на терен за лов, покрај оружјето што го носи со него, и она додатно опрема, ранец, храна, муниција, има покрај него нож. Сега во зависност од желбата, нели, и можностите, секој ловец носи различни видови на ножеви. Па нешто повеќе за ножевите би сакале да говориме со, еве тука сме кај него, со Дане Гавриловски, кој ќе ни каже, значи, од начинот на изработка на ножеви, материјалот, нешто поопштирно за да биде по-приступечно за нашите, нели, гледачи. Па еве ќе го запрашаме, значи, од кога се занимава со ова хоби или професија, ќе каже он самиот, нели. Поведете. Вие сте? Јас сум Дане Гавриловски, поздрав до гледачите. Ја со ножевиве се бавам, па хоби ми е тоа, не би рекол дека е професија. Од која година се бавите, колку години? Па од мои 15-16 години, значи 20 на години више. Така, 20 на години. Некој претходно да работел, па вие сте се заинтересирали и првично вие го работите ова хоби? Интересот за ножевите ми е од дедо ми, пошто кога бев малечок, тој ми даде 2-3 мали на отварање, после тоа почна да ми делка дрвени ножеви. И така, како дете, и после како што поминуваа годините, почнав сам да правам, па после со интернетот, со машините, со годините почнав да ги правам им по-сериозно. Така, кога видовте дека од дрвените ножеви нема ер, викаш чекај да си направам ја нешто со метал. А дрвените многу се крше. Така. Па добро дека се мали, нели, колку малку да те навлече на љубовта кон ножот. Значи ова гледам кај вас дека прешло више во љубов, во обсесија за изработка на ножеви, чисто. Па да ми кажете материјалите од кај ги набавувате, дали чисто како кованици изработувате, греете или од некаде ги нарачувате? Па сечивата ми ги прават професионалци од Украина, од Финска, од Германија и од Англија, значи не ги правам сам сечивата, бидејќи немам услови. Значи треба печка, треба работилница поголема, треба ковање. Затоа треба други услови што ја моментално ги немам. Може би во иднина, ама да сме здрави и живи. Никогаш не знаеме што носи иднината. Така, и вие сте еден од ретките во Македонија кој изработува рачна изработка на ножеви. Или ја бар така мислам, не сум слушнал дека некој друг изработува, дали имате вие некоја информација? Има неколку мина, да ги поздравам сите, не знам како се вика точно, ама се од прилика 10. Така, има, значи. Да. Има и убаво би било да има и повише, да се расшири занаетот. Така да. Сега да ми кажете со што материјал секој нож или да ги поделите ножевите по класификација, какви видови на ножеви постојат? Па општа поделба на ножевите е на фиксни и на преклопни. Сега ќе зборуваме повише за фиксниве ножеви, пошто преклопните се алатки што се повише за низ град. За нас. Па добро. Ајде поведете нешто да кажете, нешто првиот нож кога ви изработен вака. Овој е првиот нож, со него почна се. Така. Многу малку е користен, го чувам како сувенир повише за сечавање. Колку долго време го изработувавте као прв нож? Па може би 1 месец. Малку по малку, значи по малку на ден колку можеше да се украде време. Так, со што материјал е изработен сечивото? Сечивото беше поголем ловечки нож, Солинген беше, некој не се сечувам ни точно. Чаликот е 440, не кородирачки. А држката? Држката е од орев. Од алуминиум. Орев, така значи. Пошто рековте повеќе ќе збориме за фиксните ножеви, па кажете ми ја класификацијата на ножевите спрема сечивата, спрема држката или како иде тоа? Па тие може да одат ножеви што се за во природа за генерална употреба, тоа се со овој облик на сечиво од прилика drop point, кај што сечивото, врвото сечивото се спушта благо на кај осата. Потоа има ловечки ножеви што се наменети за дерење, тоа е од прилика оваа форма, кај што врвот им е искривен нагоре и ја поминува позади осата од сечивото. Така. И секогаш генерално се со тав врв, за да може да не ја кине кожата. Да не ја кине кожата или полесно да дере. Да. А дршките со што се изработени, ви гледам како со коска. Овие рок. Најчесто користам за ловечките еленски рок. Така. Мене ми делува поубаво. Други ножеви
Гледам ова со што материјал е? Ово е нож со запод мамут стабилизиран. Од мамут? Да. Овој материјал го порачав од еден мој пријател од Украина што ги прави тие материјали професионално. Значи ова парче е старо од прилика 10-20 илјади години, тоа 20.000 години. па историчарите би знаеле од прилика колку точно. Значи заводот е стабилизиран пошто е фосил веќе. Така, да замрзне. Пошто може да реагира со елементите чудно. Така, колку би чинел еден ваков нож со... Пошто ваква коска не се наоѓа. На ово и сечивото му е малку поекзотично, е Сан Маи. Тоа е со сендвич од два челици. Потемниот дел е D2 челик, тоа е малку потврдо кален. Значи под шарите тој доле Да, тоа му доаѓа како сендвич. Значи сендвич. во средината има тврд челик, по страниците лево и десно има помек челик за еластичност, а и убаво изгледа со линиите. Значи овој целиот нож од прилика кошта 800 евра со футрола. Ова е досега најскапиот и најекзотичниот нож. Така, јас кога дојдов кај тебе, беа вака наредени од ножевите, прв се фатив за овој нож. И ти ми викаш, кај се фати, баш да не скапиот. Па досега е најубав и мило ми е што ќе остане во Скопје. Така, добре. Значи околу 800 евра чини овој нож. Да. Со дршка од мамут, со коска од мамут. Запад мамут. Запад мамут и со Сан Маи сечиво. Значи има и поевтина варијанта, само што оваа рачка е секако скапа. Значи забот од мамут е многу скап материјал и е многу тежок за изработка. Тој само единствен еден нож е што го имаш изработено со запад мамут. Досега да. Па добро, ако најдат некој друг мамут, може ќе ти пратат коска некоја. Има мал. Има материјали. Ако е некој заинтересиран, слободно може. Па добро. И ова. Ќе ви се јават, валјда ќе искористат оваа емисија да стапат у контакт со вас. Во оваа емисија ќе го објавиме и вашиот број. Значи па ако сакате нека повелат нашите гледачи или љубители на ножеви, нека ви се јават, па ете, нека повелат да одберат нож. Благодарам, ножеви правам и по порачка, по димензии, по спецификации, по различни желби, ако е некој заинтересиран, слободно. Нека ме контактира. Така, ете, гледачи, слушате, ловци, слушате и сите љубители нели на ножеви. Сега продолжуваме понатака. Гледам на ова сечиво нешто како шари, резби или што е тоа? Ова е дамаскус шелик. Исто и ова е еден од поекзотичните. После ќе се вратиме и на овие нормални, да не испадне дека правам само вакви. Значи ова се два типа челик што се споени со ковање. Значи при кованјето се преклопуваат по неколку пати и после кога е сечивото готово со различни видови челици или со два типа челик. Обично челици. се прави со два, може и со повеќе челик. Со повеќе. И после кога е ножот завршен, се става во ферохлорид и за да добие ова. бидејќи се два челица, двата челици различно реагираат со киселината и затоа има линијата. Значи тие се од овие шари се добиени од киселината, Да, така? и секогаш шарките не е можно да се добијат две исти, секогаш е овој различен. Секој нож се е уникатен, еден и единствен сам за себе. Втор нож исти, за иста постапка на изработка не може да биде иста. За дамаскусот Така. нема шанси. Затоа и- Барем шарките ќе бидат. Така, затоа и цената е уникатна, нели? Секој нож има посебна цена. Сот важи за најскап челик. Рековте овој челик е Дамаскусот. Кај потекнува името на овој челик? Се верува дека во градот Дамаск почнале да го прават овој челик. Од таму почнува потеклото, така Колку е на тоа вистина не знам, ипак сепак се тоа стари податоци. ова е еден од тие поскапите ножеви. Нешто да видиме овие малце попристапачните, поевтините ножеви, значи за поширока употреба. Нормално. Да кажете, кој тип на челик е ова? Ова е D2 челик, тоа е на сред. Што значи тоа дедва? Таму е ознаката. Ознаката. Значи секој челик си има Ознака по што? посебна ознака. Светски стандард некој? Да, D2 е светски стандард. Мислам дека е американскиот, само тоа го користиме сите D2. Така. Значи има руски стандарди, веројатно и кинески стандарди, само што тие нас не би ни значеле ништо. Така. Значи ова е убав ловечки нож. Еден од поевтините, цената му е од 6500 денари. Така. И цените одат нагоре Со зависно футрола, заедно со футрола. заедно со кожна футрола. Кожна футрола. Јасно.
Постојат опции за без футроли, само тоа е ствар на договор. Така. Овој тип на нож, Ова е сканди брусење на нож. што значи тоа сканди? Значи сечивото почнува од прилика под некој агол од 15 до 18 степени, зависи од дебелината на сечивото и почнува до 0. Значи Так. нема секундарен рез. Така. Овој тип на брусење е најубав за работа со дрво. Значи овој може да се нарече како камперски нож, а финците овие го викаат леуку. Леуку нож. Ова е Ова е нож за кампери, претежно, така? Што го користат камперите? може да се рече дека е така. Овој, например, да се вратиме повторно на овој, ова е конвексно брусење на нож. Значи тука нема оштра линија на брусење. Брусењето почнува скоро од грбот и почнува до исто така до нула, меѓутоа обликот му е како куршум или како чамец. Така. Затоа се вика конвексно. Ова е најиздржливо сечиво, бидејќи има многу материјал во тие неколку милиметри после резот. Така и овој со два челика кован, така? Претежно сите ножеви се со два челика, или? Не. Со два челика беа Сан Маито и Дамаскусот. Така. Овие се монолитни. Монолитни. Друг нож некој се... Уште еден, ова е карбонски челик, ова е исто за еден пријател од Нишче оди. Ова е исто оваа верзија на ножот, само со друга рачка и со карбонско сечиво. Која е разликата меѓу карбонско и ова другото кој го рековте? Ово е N690. Ово е карбонски, комплицирано му е името. Исто сечиво имаат? Истиот обликот, не е иста фирмата. Ово е класичен нордиски леуку нож. Значи сечивото е од прилика 140 до 155 мм, 3,2 мм е дебелината. Значи ова во скандинавските земји го користат скоро сите што одат во природа. Така, таму ги користат тој тип на ножеви. А ова малецко ноже? Тоа е за секојдневна употреба фиксен нож. На некој ако сака да носи помало или за Да не му тежи ако му смета голем нож. Овој е убав нож за например за детенце, за прв нож да биде, пошто е малечко сечивото кратко и рачката е помала, за помала рака. Така, за заучување, за приучување на дечиња. Да. А овој инаку го правев за жена ми. Така. Епа тогаш нема продавање. Чиме за сопругата нема продавање. Гледам овдека материјали без дршка. Да. Вака ми стигаат сечивата, дел од сечивата. Ова е со скриен танк, значи ножот отприлика би изгледал вака при изработка. Значи дрвото се буши, се прави одбойник и изгледа Така. толку, некои одат 1 сантим повнатре, зависно од тоа колкава е рачката и геометријата на рачката. После имаме и ваква опција, ова се фул танк сечиво. Значи ова се лепи материјалот за рачка лево и десно. Овие се појаки ме конструкцијата, бидејќи има повеќе челик. Отприлика изгледаат вака. Тоа е. Да. Значи ова е фул танк сечиво. Зашто обично се користат тие ножи? Иста име на мене. За дерење. Ова е најуниверзалната, ова е Drop Point 95 мм. Ова ми е лично мене омилениот нож. Овој го имам од 2006 година. Има поминато брда и планини со мене. Ова е со месинг? Месинг, више има патинирано бидејќи е стар, мозаик пинови и роузвуд, мислам дека беше дрво, не ни памтам одамна старе. Така сами ги изработувате ова месингот, тој дел дрвото све? Од рачката, футролата се го правам сам, да. Ова е истиот тип на сечиво. Ова е стабилизирана шишарка. Значи шишарка што се обложува со смола и на крај се бруси, се полира да има форма на рачка. Изгледа убаво прилично. Сечивото е истото. Бидејќи ги спомнавме нордиските и финските сечива, ова беше леуко ножот. Ова е класичниот пуко нож. Со моја изработка на рачката секако. Значи ова е нордиски комплет. Со дрвени дршки? Со дрвени дршки, ова е и стабилизиран јавор, рок од ирвас и орев. Овој дел е рок комбинира, значи дрво и рок од ирвас. И ова е стабилизиран јавор. Така.
Значи на овој сечивото му оди до крај. Значи може да се каже дека е конструктивски јак исто како и овие, бидејќи Така. сечивото му оди до крај и е нитнувано. Така. Овие се многу практични бидејќи се многу лесни и многу се добри за работа со дрво, месо, храна и слично. Со каква кожа футролите ги правите за нив? Со вегетабилно штавена кожа. Гледам овде малку понеобичен нож. Рачката е нешто поголема, може 2 пати поголема од сечивото. Зашто служи овој нож? Ова е исто фински традиционален, јас сум запнал па со финците. Ова е нож за делкање, значи за прецизна работа со дрво. Затоа и врвот има многу мал стомак. Така. Само за дрво за делкање, така? Или? Намената му е тоа, значи може да се користи за работа со кожа, да се користи како скалпер, Така. како било што. Значи сечивото е многу оштро, нема одбойник за да може да се фати колку што треба напред. И рачката е за да има повише сила за да повише да загризе во дрвото ако треба. Така, овде како што гледаме нема оној граничник што е за да не клизне раката на осечивото. Нордиците секогаш ги прават така, а сите ние ножари не знам зашто ги почитуваме, затоа и овој нема. Така. Нивниот пуко нож. Зашо Леу- на пример, овој има колку толку нели за раката, да не клизне по сечивото и Па некои сечива едноставно самите си бараат одбойник и тоа различен. обично поголемите ножеви како да има тако заштитени. Па ја тие што ги правам по слободен избор, како што ќе ги имам замислено, како што мислам дека Да. изгледа, би изгледал најубаво, така ги правам. Така, поише чисто од естетска причина. Инаку лично мислам дека одбойникот е душата на ножот. Значи тој го дава целиот изглед на ножот. Ако е пократок или помал или со потенок материјал или со подебел, ножот би изгледал скроз поинаку. И се друго да му е исто, одбойникот е многу битен. Така. Кои типови на ножеви највише ги бараат, вака више ги продавате на љубители на ножи? Па ловците ги бараат од прилика овој тип на ножеви, значи ова е универзален, може да се користи за дерење, меѓутоа тоа не значи дека не може да сече храна, да сече дрво или било што. Така. Значи, кажавме нешто за до сега колку што можеме да објаснеме за ловечките ножеви, за нордиските типови на ножеви или фински типови на ножеви, нешто за тие обичните за делкање што кажавме, а за остатокот од ножеви, значи ќе кажеме нешто повеќе по рекламите. Продавницата за риболовна опрема Марти Спорт од Скопје е снабдена со најголем избор на трски и риболовна опрема од светски познатите брендови Даива, Колмик, Корморан, Мавер и Сеика Турбетини, како и продукти од брендот Марти Спорт. Машинки од светски познатите брендови Даива Инфинити, Кајмако, Мако Стип. Голем избор на трски за риболов на пливка, фибер, длабенски риболов за краб и сом, спининг, мушичарење. Најквалитетни најлон конци, како и плетени конци од брендот Корморан, Колмик, Пауер, Горила, Скорпион и други познати брендови. Дојдете во продавницата на Марти Спорт во Скопје, трговски центар Буњаковец и уверете се во големиот асортиман на риболовна опрема со врвен квалитет. За подетални информации може да се јавите и на телефонските броеви 071 317 092 и 078 233 343 или посетете ја Facebook страната на Марти Спорт. Марти Спорт Скопје.
Значи, после рекаваме се враќаме повторно назад на до објаснување на типовите и видови на ножеви нели кои што ги има, затоа тука е специјалистот Дане кој ќе ни објасни за некој следен тип на ножеви, еве на пример за овој. Ова е моментално мојот обилен нож, значи за престој за прошетки во природа го користам. Од прилика сечивото е 110 мм, сканди брусено како што објаснивме пред малку. Значи брусењето почнува од тука и оди до нула. Значи нема секундарен рез. 3,2 мм е дебелината. И грбот му е оштар за да може да се гребе дали кора од дрво, дали кременче за потпала на оган, може тоа да демонстрираме покасно. И има тука зарези за да може да се стави палецот, дали при работка, при делкање при овој фат. Значи обично овој се користи за кампување, за камперите, претежно го користат. Да. Така. Точно. Па ја не знам како може да одберете еден кој поише вака ви значи од сите овие ножеви, кога сите овие се некој бренд. Тоа е многу тешко и моментално е зависи од расположението. Например, ова утре ако би го правеле, веројатно можам овој да ти го кажам. Тоа е више друго, ја мислам дека се врзувате за еден нож. Може да се врзите по мене чисто ради оној првиот нож што сте го изработили, овој беше така? Да, тоа има сентиментална вредност. Секако има и све што е прво ќе се памти до живот, ова друго што е изработено. точно. Така, добро. Сега како ги оштете ножевите? Имам дијамантскиоштрачи за нив, имам и керамички. Зависи значи за кои конвексните мора да одат на шмиргла, на гумена подлога. Ќе демонстрираме и тоа. Така, може ли да демонстрирате како иде едно оштрење? Може. Ајде да видиме. Значи сега ќе ни презентирате значи како се острат ножевите, секој нож нели си има посебен начин на оштрење со посебен алат. Да. Па сега да. Сега на пример за овој тип на нож, со кој алат се оштри? Ово е конвексно брусен нож, значи за него треба тврда гума, што не е многу мека, не е ни тврда, не можем да објаснам. На дрво не може, мора на гума, значи. Мора на гума што е со некоја средна тврдина да речем. Така. Значи може да се користи водена шмиргла, бидејќи че анатомијата на сечивото е таква. Така. И од прилика оди отстрањето вака. Значи ножот е остар Се движи по правец на сечивото, значи да, така. моментално го прати аголот на само демонстрирам. така, само Значи од прилика оди вака. По неколку пати, значи ова е 800 шмиргла. Некоја средна гранулација за одржување 1000-1200 2000 е доволно. Така. Значи еден пат неделно ова може да се прави. Кој тип на ножеви се оштра со овој алат? Со овој алат? Конвексно брусените. Само конвексно процента. Значи после шмирглата треба да се помине на кожен строп со две гранулации. Значи ова е погров. Ова е малку помек. Значи ножот може да се одржува и само на ова, значи на кожен строп. Треба да се внимава со кожата, не смееме да гураме напред бидејќи ќе исечем. Така. И не смее да се притиска. Силно. Треба да се остави тежината од сечивото да си ја заврши работата. така. И на шмирглата исто, и на стропот. Добро. А овие што се рамно брусените сечива со секундарен рез, тие може исто така да се оштрат рачно, а може да се оштрат и со машина со одредување на точен агот. Чекај, за овој нож сега овде што кој ќе се оштри, се губи и ова шарата што или не? Не, бидејќи има секундарен рез. Така. Тоа е Не се овој оштетува. пола милиметар што е острањето. Фактички тоа е острањето. Така, добро. Треба да се остри само на тоа. Имам видено многу често по пријатели ножеви што сеоштрени целосно, а ножот не е конвексен. Значи овој нож треба да се одржува еден константен агол постојано, колку можеме попрецизно да биде истиот агол. Сега технологијава отиде напред и постојат и уреди за одржување на агол. Така. Ова е значи нешто по-софистицирано за оштрење на ножеви. Ова е машинка за оштрење со точно одредување на аглите. Значи имаме од 15 до 30 степени по страна. Значи сега ќе демонстрираме агол од 20 степени од страна, значи вкупниот. Колку треба да изнесува аголот на, али секој нож има различен агол? Секој нож има различен агол, зависи од потребата. Значи ако го направиме агол од 15 степени, ножот ќе сече
премногу, само што многу брзо ќе го уби оштрината. А и челикот ако е многу крут може да пукне. Тоа го викаме стручно чипување. Така. Кога ќе фали мал дел од резот. Како ќе знаеме под кој агол треба да оштриме во ножот или постои некој метод како тоа би се утврдило? Некој оптимум е 18, 20, 22 степени. Може да се оди во екстреми, например мачета може да оштриме на 25 степени, бидејќи ни треба повише робусност негооштрина. Така. А некое мало джепно ноже може и на 15 степени да оди. Значи, од прилика со овој уред би одело вака. Само да погледнеме ова доле што му е. Керамика. Керамика со керамика. Има различна гранулација. Ова е на најфината керамика е моментално. Така. Значи има Ова се 600, 320 и фина керамика. Моментално бидејќи е ножот остар, само ќе демонстрираме. Значи се става на средина. Се стега ножот убаво во клештата и се поминува вака. Значи аголот си е константен, нема притискање. така. Значи оди вака, После од другата страна го вртиш. после се врти од другата страна. Така се врти. Значи аголот си е ист, вака останува истиот агол од двете страни од сечивото. Од врвот кон дршката се оштри? Со овој уред е апсолутно небитно. Значи може и вака. Се е ствар на навика, бидејќи аголот е тој, нема мрдање. Така. Добро. И секако на крај мораме повторно да поминеме на полир пастата. Одиме прво на црната, па на зелена. Која е разликата меѓу црната и зелената? Црната е нешто покрупна, зелената е пофина. Значи последната фаза на острење е ова секогаш. Со сите типови на оштрење, дали е ножот конвексно брусен со секундарен рез или сканди, и тие одат исто. Значи еве го. Значи со сканди острењето треба целата должина на брусењето да си легне во сечивото. Значи за овој внимававме, а за овој си кажува самото сечиво. Така, се легне сам. И од прилика ножот треба да биде оволку оштар кога ќе завршува. Ти си се обречил тука. Па знак на распознавање на ние што се бавиме со ножеве, ние тоа што обично левата подлактица ни е гола. Епа добро, така се пробува, да. Да ги спомнеме и кунските ножеви. Значи, нивна карактеристика е тоа што секогаш се потенки во грбот. Значи, да споредиме со обичен нож. Стандардните што се за кампување или за лов се 3,5 до 5 мм. Кунските се од прилика до 2,5 максимум 3 мм. Секогаш се широки и брусењето им е многу потенко, бидејќи почнуваме со многу помалку материјал за брусење. Како во кујнски жаргон кажано, секој тенџерче си има свое капаче, така да и овдека секој нож си има своја футрола. Па да видиме сега нешто повеќе за изработката на футролите, материјалот и така. Ајде да не кажи нешто повеќе. Значи имаме неколку типови на футроли. Ја највише ги преферирам тие што немаат копче. Тие се секогаш подлабоки, значи ножот оди длабоко. Секако внатре на средина има уште едно парче кожа за да не ги скине ножот конците. Така, зашто? Да, значи ножот оди до тука и се вади вака. Зошто ги сакам тие без копче? Цела рачка пропаѓа скоро во футролата. Па од прилика 4 сантима останува за да може да се фати. Значи, Ама на лик вака баш не личи дека е, што знам, не ми е естетски вака која е рачката потоната. Или? Па мене ми се практични, бидејќи во природа ако има футролата копче, секогаш постои опција да се откопчи и бидејќи ножот седи Штрчи. добро, ова е голем нож и да се откопчи нема да има проблем. Меѓутоа ако е сечивото 10 сантима, а копчето ако се откопчи случајно многу лесно може да падне. Ова ми личи на мачете, мене на саблја. Па голем е ножот. За која употреба е овој нож во ловството, например, за што би користел? Па Коли? не би знаел точно да ви кажам, ова е по специфична порачка правен по желба на клиентот. Така. А на мената само он си ја знае. Да. За тие работи не ни прашува.
Што тип на кожа е? Значи ова е црна вегетабилно штавена кожа. Така. Значи дебела 3,5 до 4 мм, за футролите мора да биде таа дебелина, значи потенка. Телешка кожа? Да. Телешка или говедска кожа. Говедска кожа, така. За да биде толку дебела само така може. Така, овој вид на исто и ова кожа? Која кожа е ова? Таа е исто вегетабилна кожа, бојана за да биде темно кафеава со боја за кожа. Таа е со плав конец за да одговара на овој нож. Значи секој нож си има своја футрола. Не може, ретко може да се случи теоретски нож да влезе во футролата, за да не може да испадне. Така, Значи тоа е тие битно. се прават кожата се намокрува со вода, па се обликува, па се чека да се исуши, за да Ножот се напри своје лежиште внатре. да. Значи секој нож си има своја футрола секогаш. Така.